За власта реален развој и стабилен, за опозицијата без развојна компонента. Пратениците ја почнаа финалната расправа за прекроената државна каса. Со ребалансот се обезбедуваат повеќе пари за плати и пензии, за вложување во капитални проекти, а документот е потврда за домакинското работење на владата. Проекциите за раст остануваат на 3,7% и тие се темелат на досегашните остварувања, особено од првиот квартал, кога економијата порасна за 3,2%. Планот на владата е тоа да го оствари преку инвестицијскиот циклус со поддршка на домашните компании и поддршка на економијата преку реализација на општинските проекти. Ребалансот обезбедува средства за исплата на плати, пензии, програмски и проектни активности, повеќе средства за проектите кои имаат забрзана динамика и кои носат развој, како и искористување на средствата од претходните години кои стојат на посебни сметки. Политиките се креирани да одговорат на предизвиците од случувањата на глобален план. Не можеме да игнорираме она што се случува во светот, особено кај нашите најголеми трговски партнери. Затоа и сме насочени кон политики кои ќе одржат стабилноста на домашната економија и на домашните компании. Опозицијата критикува дека ребалансот бил скроен според мерка на власта и истиот се темелел на нереални проекции. Според СДСМ, ребалансот немало да ги даде очекуваните резултати. Од власта возвраќаат дека со тоа што се одвојуваат повеќе средства за плати и пензии се вложува во човечки капитал, а со капиталните инвестиции во темелите на економскиот раст. Да зборуваме за ребалансот на буџетот, бидејќи евидентно е истиот е фискално нереален, социјално штетен, без развојна компонента и сите три поенти може да се доловат и да се подкрепат со факти. Имаме базиран ребаланс на нереални макроекономски проекции, очаени капитални расходи и прекршени фискални правила. Не знам како не гледаат колегите од СДСМ дека ово е ребаланс кој што навистина креира политики за граѓаните и инвестира онаму каде што со таа инвестиција повторно ќе се зголемат добивките. Ако вие сметате дека со зголемување на ставката за капитални инвестиции нема во држава да заживе економијата, нема да имаме зголемен економски раст, нема да имаме зголемен бруто домашен производ, тогаш не знам навистина на кој јазик треба да зборуваме. Со ребалансот вкупните приходи се проектирани на ниво од приближно 5,8 милиони евра, а вкупните расходи се предвидени на ниво од околу 6,5 милиони евра, што представува зголемување од приближно 1% во однос на иницијалните проекции. Буџетскиот дефицит останува непроменет, изнесува приближно 672 милиони евра, односно 4% од бруто домашниот производ. Инфлацијата е проектирана на 2,8%.